Тепачка го наруши јавниот ред и мир ноќеска околу полноќ во Желино. Во физичката пресметка 34 годишникот Желино бил повреден најверојатно со нож, а осомничен е 26 годишникот Тетово кој му нанел убодни рани во градите и рассекотини на рацете. Блиски на повредениот со возило брзо го пренеле во Тетовската клиничка болница и по укажаната лекарска помош итно е пренесен на скопските клиники. Според сознанијата со кои засега располага СВР Тетово, тој не бил во контактибилна состојба, меѓутоа не е во животна опасност. Осомничениот тетовец пак со уште две лица со такси возило се упатиле кон Тетово и нешто подоцна се приведени и задржани, додека други 3 лица по приведувањето се пуштени. По овластување на јавен обвинител, на местото на тепачката извршен е увид, подигнати се траги за вештачење, а пронајден е нож со кој се претпоставува дека е извршено избодувањето. Според информациите на секторот за внатрешни работи, вчера околу 15 часот полициски службеници со соодветна судска наредба го лишиле од слобода 39 годишникот од Доброште, осуден на година и 8 месеци затворска казна за тешки кражби. По приведувањето, предаден е во казнено-поправната установа Идризово во Скопје. Утрово пак околу 7 часот на улицата Никола Парапунов во близина на Саат кулата во Гостивар, засега непознато возило што го управувало непознато лице, удрило во 71 годишна гостиварка со тешки телесни повреди и скршеница на надколеницата, пренесена е во Гостиварската болница и нешто подоцна префрлена е на скопските клиники. Извршени увид и се превземаат активности за пронаоѓање на возилото и возачот.